Во овој проект ги имплементиравме CRM и Sales модулите од ОДО со цел да покажеме како може да се управува со клиентите и продажните процеси во фармацевската индустрија. Процесот започнува со евидентирање на клиентите кои потоа ги користиме во сите модули без да има потреба од повторно внесување, односно немаме дуплирање на податоците. За визуелното следење на статусот и промената од една во друга фаза може да се прави со влечење и пуштање. Активностите и следењето на комуникацијата е преку Activity делот, кој ни овозможува активности како состаноци, повици, мејлови или креирање на листа што треба следно да се направи. Со помош на оваа активност имаме автоматски потсетници и следење на историјата на активности. За следење на историјата на активности, во десниот дел тука имаме пример за креиран повик. Откако сме завршиле со повикот, можеме да ставиме забелешка како сме поминале на повикот со клиентот. Додавање на фармацевските производи се врши со Sales модулот во делот за продукти. Откако ги додадеме сите продукти, тие се зачувуваат во каталог, кој потоа од каталогот избираме за да направиме понуда за клиентот. За креирање на понуда за клиентот го правиме преку CRM модулот, избираме потенцијален клиент за кого сакаме да правиме понуда. Одиме на креирање на понуда и можеме да забележиме дека автоматски ни е пополнет клиентот, ние само треба да ја внесеме понудата. Во делот на каталог можеме да забележиме дека автоматски ни се додадени производите со соодветните цени, ние само ја додаваме количината и откако ќе ја додадеме количината се враќаме назад во понудата и можеме да забележиме дека имаме автоматска пресметана вкупна цена. Откако ќе ја испратиме понудата преку мејл, може да забележиме дека автоматски ни е пополнета содржината на мејлот. Со праќањето можеме да забележиме дека имаме автоматска промена од понуда во пратена понуда и кога клиентот ќе ја прифати нашата понуда, имаме автоматска промена од пратена понуда во нарачка. Потоа можеме да креираме фактура. При креирањето на фактурата може да избереме на кој начин да биде плаќањето. Во делот за Sales модулот, во делот на понуди, може да видиме дека имаме автоматска креирана табела со сите понуди и во делот на статус можеме да видиме автоматски да ни се промени од понуда во нарачка во зависност од тоа дали клиентот ја прифатил нашата понуда. На овој начин, со имплементирање на CRM и Sales модулите од ОДО во фармацевската индустрија, мислиме дека ќе има подобрување во делот за управување со клиентите, продажните процеси и донесувањето на одлуките.